Без владење на правото нема влез во Европската унија. Ваква порака до земјите кандидати испрати еврокомесарката за проширување Марта Кос по вчерашниот состанок на Советот за општи работи на Европската унија, на кој присуствува и министерот Муртазани. Иако има одреден напредок на ова поле, Кос вели дека унијата е загрижена за одредени непочитување на основните принципи на владењето на правото во Македонија, Албанија, Србија и Црна Гора. While we see tangible progress in many areas, serious concerns remain. Interference in judicial proceedings, undue pressure on officials investigating corruption, as well as the politicization of media regulators, and all this is unacceptable. On the fundamentals, there can be and will not be any compromise, and it was also clear that without the candidate countries really respecting the rule of law, the media freedom and many more things, no country will be able to become a member of the EU. Филипче пак бара политички консензус за спроведување на реформската агенда од денешната работилница за придонесот на собранието во ЕУ преговорите. Филипче како председавач со Националниот совет за евроинтеграција порача дека е жално што владата воопшто не ги спроведува реформите кои ги бара унијата, додека земји како Албанија и Црна Гора се далеку пред нас. Во однос на консензус за уставните измени, Филипче смета дека единствено место е собранието. Барем во делот на спроведувањето на реформите да покажеме некаков перформанс, поради тоа што секако утре таа работа не чека. Да го искористиме времето, да го искористиме искуството на другите земји за да исчекориме напред и да покажеме некакви резултати. Жалам што тоа не се случува. Во овој момент со доволна динамика, така како што треба да се случува, се касни со носењето на приоритетните закони од реформската агенда, пред се од Министерството за правда. Единствениот успех на Филипче и неговата влада во делот на евроинтеграциите е сликата во авионот и промената на името, му одговори од ВМРО-ДПМН. Реформската агенда и како се почитува, се работи и се спроведува на дело, но Филипче нема увид во тоа бидејќи се занимава со друга политика, а тоа е ширење на омраза, малверзации и невистини, стои во реакцијата на владеачката партија. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.